Почитувани дами и господа, добре дојдовте на одбележувањето на 75 години од крајот на граѓанската војна во Грција, 76 години од насилното прогонство на македонците од Егејскиот дел на Македонија и 108 години од раѓањето на хероината Мирка Гинова како инспирација и визија за денешните жени политичарки во Македонија. Во организација на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон и Унијата на жените при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Битола. Искрена благодарност на спонзорите што го помогнаа овој настан, ресторанот Вавилон и коничкиот клуб Букетон. Благодарност и за поддршката на Централната комисија за труд и социјална политика ВМРО ДПМНЕ, Општина Битола, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Битола, Унија на млади сили, Унија на ветерани и Патриотски институт Битола. А сега го поканувам оперскиот пеач Кристијан Антонски да ја изведе македонската национална химна. Кога се навраќаш кон своите корени, колку тоа да е болно и колку душата се уште да ти крвави и да се корне од страдањата и неправдите, од девалвирањата и понижувањата, сето тоа ти дава енергија и мотивација, те прави горд и стамен и ти продолжуваш уште пожестоко со гордо крената глава, зашто ти оставиле аманет, кој треба да го пренесуваш од поколение на поколение. Никогаш да не се повтори. Аманет кој ние и генерациите после нас треба да го шириме како поука. Македонската голгота и геноцидот врз македонскиот народ на ниту еден друг народ никогаш да не му се повтори. На овие простори нема народ кој толку многу страдал, бил напаѓан, омаловажуван, дискредитиран, прогонуван и мачен
како македонскиот народ. Нема земја која толку пати била делена и окупирана како што е нашата Македонија. Македонија е земја со премногу историја во себе. Каде и да копнеш, наследство излегува. Каде и да трепнеш, традицијата те пресрекнува. Каде и да чекориш, историјата ти зборува. А сега го поканувам градоначалникот на општина Битола, доктор Тони Коњановски, да ви се обрати. Почитувани гости, почитувани пристигли, добра вечер и од мене. Благодарам и огромна чест за поканата и можноста да се обратам на овој значаен настан. Кога зборуваме за наследството на Мирка Гинова, не можам да не изразам восхит за нејзината посветеност кон праведноста, честноста, равноправноста, родолюбието и патриотизмот. Тоа се вредности кои се одразуваат и во нејзината работа и кои ги инспирираат денешните жени политичарки. Мирка Гинова не само што промовираше вклучување на жените во политичката сцена, туку и ги подржуваше да земат активно учество во донесувањето на одлуки. Нејзината инспирација и визија за денешните жени политичарки би можела да се истакне како модел на лидерство кој промовира инклузивност, диалог и соработка. Жените политичарки денес се соочуваат со многу предизвици, но имаат единствена можност позитивно да влијаат на политичката сцена. Соочени со бројни предизвици, подсетувајќи се на големите дела и заложби на Мирка Гинова, продолжуваме да работиме со поддршка на жените политичарки и меѓусебно на дополнување. Ваквиот начин на функционирање вклучува активно слушање на гласот на жените политичарки, поддржување на нивните иницијативи и воведување на политики кои ги одразуваат нашите заеднички потреби и аспирации во интерес на подобрата иднина на Македонија. Во основата на наследството на Мирка Гинова е идејата за инклузивен и праведен свет, во кој жените политичарки не само што се признаени и поддржани, туку имат и активна улога во креирањето на политики и донесување на одлуки кои ќе бидат корисни за сите нас. Затоа, подсетувајќи се ова вечер на Мирка Гинова, заслужено исполнуваме со значајни елементи на традицијата, културата, историјата, кои длабоко врежани во секој македонец, ја осликуваат токму борбата на оваа хероина за зачувување на сопствениот идентитет. Мирка Гинова продолжува да биде инспирација, според која треба да живееме, силно, храбро и достоинствено да се бориме за зачувување на материјалните вредности, меѓусебното разбирање и создавање подобра иднина на сите граѓани, горди македонци. Благодарам. коренот длабок македонски да го пеплоса, да го искорне, да го избрише. Многу се напатиле, многу се обиделе, но тој како душа, како пламе, како сонце, повторно и повторно изникнува и пушта млади фиранки кои уште посилно говорат и пренесуваат. Коренот постои, да, тука сме.
со сета наша посветеност и љубов кон својата дедовина. Ко поканува председателот на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон, Александар Јаневски, да ви се обраќа. Почитувани браќа и сестри, македонци и македонки, ве поздравувам од името на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон и Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Битола како организатори на настан. 75 години од крајот на граѓанската војна во Грција. 76 години прогонство на македонците од Егејскиот дел на Македонија. И 108 години од раѓањето на хероината Мирка Гинова, како инспирација и визија за денешната жена политичар во Македонија. Голема историјата на македонскиот народ и на Македонија. Секој камен е гроб на знаен и незнаен јунак и борец за слободата и државноста на Македонија. Голема историјата на Егејскиот дел на Македонија, која после Балканските војни остана под окупација на Атина. А знаете ли зошто Егејот е душата на Македонија? Егејот ги дал Филип II и Александар III Македонски, се македонските и се словенски просветители, светите браќа Кирил и Методи, кодификаторот на македонскиот јазик Крсте Петков Мисирков, великанот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев и многу други. Почитувани, има многу херои од Егејскиот дел на Македонија за кои вреди да се зборува. Но не случајно ја одбравме Мирка Гинова, по грчки Ирина Гинис, родена 1916 година во сиромашно македонско семејство во село Русилово Воденско во Егејскиот дел на Македонија. Биена е во Енидже Вардар на 27 јули 1946 година. Мирка Гинова е деец и борец за демократијата и слободата од времето на Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Заедно сме сојузниците македонски и грчки патриоти се борела против фашистичкиот окупатор на Грција, а подоцна против монархофашистите. Мирка Гинова не го прифати животот како милост во замена за идеалите на македонската борба и слобода. Како борец на македонското национално слободително движење, таа стана символ за храброст и смелост на македонската жена. Пред почетокот на грчко-италијанската војна на 29 октомври 1940 година, Мирка Гинова е назначена за учителка во Воденско. Како активист на ЕПО и легално делува во воденските и мегленските села, а во 1943 година заминува во партизанската околија на Кајмакчала. На 6 јули 1946 година во местноста Долга Ливада на планината Почек, во близина на Воден, Мирка Гинова формира мал партизански одред. Набрзо војна акција на 400 грчки жандарми и војници. Одредот бил опколен и започнала борба, во која Мирка Гинова, која што единствено била вооружена, убила двајца жандарми. Кога останала без муниција, Мирка Гинова заедно со шестмината своји другари била заробена. Притоа, жандармите брутално се нафрлиле врз неја и со раскината облека и целата облеана во крв ја носеле по улиците на Воден. Но таа одела со исправена глава и цело време им се смешкала на луѓето, кои се собирале да ја видат. Потоа започнало ужасното мачење, во кое Мирка Гинова била тепана со дрвени колци и кундаци и метална жица. Под ноктите забивале шајки, а низ телото испроведувале струја. Била живо закопана до висина на вратот, додека жандарите лукале врз незината глава. Мирка Гинова и 6 незини другари биле спроведени во Енидже Вардар. На судот било одлучено да биде стрелана со смрт,
заедно со другите 6 соборци, Мирка Гинова на 30 годишна возраст на 26 јули 1946 година. За време на судењето, таа ја покажала својата храброст, иако свесна за последиците, пред судот во своја одбрана изјавила: Македонка сум, се борев против германците, а сега сум горда дека умирам, бидејќи се борев против новиот окупатор. Слична храброст ќе покаже на самиот чин на стрелањето, кога нема да дозволи да ги врзат очите, а цело време ќе пее песната Интернационала. Грчки војник кој присуствувал на чинот на стрелањето ќе ги забележи последните мигови на Мирка Гинова. Во писмото испратено до нејзиниот татко Константин, тој ќе напише: Ви честитам на керката што сте ја родили. Ја пресретна смртта со насмевка на устните, смело пеејќи. Сите присутни се зачудиви. Во 5 часот и 30 минути се доближа и ја праша дали сака нешто да напишам на незините родители. А таа ми рече: Умирам затоа што верувам, затоа што сум честна, а не како нечестна. Не за мојот, за поарен живот на другите. Ова да им го напишете на моите родители. Мирка Гинова е првата жена во Грција стрелана поради политички причини. Народот ја опел незината смрт, а повеќе македонски поети на Мирка и посветија потресни стихови. Таа загинала во одбрана на честа и за слободата на својот македонски народ. Достоинствено и храбро, рамо до рамо со своите соборци, исполни сонот на многу херои. Меѓу младоста и куршумот ја избрала безсмртност. Мирка Гинова е символ на македонскиот непокор, како се сака и како се брани татковината Македонија. За своите заслуги посмртно е прогласена за народен херој на Македонија. Вечна и слава на хероината Ирина, македонката Мирка Гинова од село Русиново, Воденско, од егејскиот дел на Македонија. Почитувани Почитувани браќа и сестри македонци, денес сведочиме за една од најцрните страници во историјата на македонскиот народ. Окупацијата и геноцидот, прогонството на македонците од родните домови од егејскиот дел на Македонија. Судбина која не следи од балканските војни, двете светски војни и граѓанската војна во Грција. Трајно останува поменот и споменот за македонската голгота од егејскиот дел на Македонија од времето на така наречената граѓанска војна во Грција. Иако комунистичката партија на Грција ветуваше автономија до обединување на Македонија, после граѓанската војна генералниот секретар по враќањето од Русија назад во Грција изјави: Ја изгубивме војната, ама ја спасивме земјата од македонците. Македонците заедно со грчките партизани, како и многу пати порано, ја ослободија елата од монархофашизмот и повторно се вградија во темелите на државноста на Грција. За жал оваа војна најголеми жртви беа децата. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, бараме итно и безусловно едностранно раскинување на договорите Заев Борисов од 1 август 2017 година и на спогодбата Димитров Коцijas од 17 јуни 2018 година, со кој се врши ревизија на Македонија, промена на името на државата и идентитетот на македонскиот народ. И со двата договори имаат една заедничка цел – санкционирање на Букурешкиот договор од 10 август 1913 година за трајна поделба на Македонија и македонскиот народ. И со двата договори Македонија од држава треба да стане територија без македонски народ и историја, чии администратори ќе бидат Атина и Софија. Барам итно и безусловно едностранно распуштање на двете меѓувладини комисии за ревизија на македонската историја. На Македонија не им е потребна нова политичка историја, таа си има историја која што трае со векови. Подсетуваме на одлуката од референдумот на 8 септември 1991 година и референдумот од 30 септември 2018 година за суверена и самостојна држава Македонија без придавки и без долавки. Остануваме посветени на враќањето на граѓанските, имотите и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. Повикуваме на семакедонско помирување и обединување
заради одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Од новата влада очекуваме решение за именување на членови на координативното тело при Министерството за надворешни работи, за враќање и решавање на имотните и наследните права на насилно прогонетите од македонци од Егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. Бараме формирање на музеј за геноцидот врз македонците од Егејскиот дел на Македонија. Бараме Сојузот Македон да биде посебна институција со собствен буџет. Заедно сме со нашите браќа уставобранители и бараме правда и слобода. Бројни се злосторствата на марионетската влада на СДС и ДУИ против Македонија и македонците дома и во светот. Не се заборава. Очекувањата се големи, барањата се бројни. На 8 мај да прославиме голема победа, да почнеме повторно нов почеток заради ред и поредок во државата, заради крај на хаосот и конституцијата. Никога е северна, само Македонија. Оживее Македонија и македонскиот народ. Почитувани, нашиот мудар народ знае да не подучи. Секогаш да си ги одржуваме традициите, да не си ја забораваме историјата, бидејќи тоа не е ниту срам, ниту понижување. Зашто само оној кој има историја може да има иднина. Само оној кој има традиции опстанал со векови. Само дрво со жив корен може да пушти млади фидарки. И затоа, нека неколку минути вистина за страшниот геноцид врз македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија бидат силна поука до секој. Ваков погром никогаш и никому да не му се повтори. Ќе го проследиме краткиот документарен филм направен по желба на авторот Ниче Димовски за македонската публика. Ќе се присетиме на македонската голгота во граѓанската војна во Грција од периодот од 1946 до 1949 година. Текстот во филмот е извадок од монограмата "Така зборува Исидор Солунски" од Јордан Плевнеш. Откорнати, прогонети, раселени, погубени, прекрстени ангели мои, како ќе се препознаете? Кого ќе го прашате и кој ќе ви каже кои сте и од каде сте? Егејска Македонија, 1948 година. Таа е умрена, умре млада и се запали косата и пукна срцето од жал додека им ги корнеа од утробата грчките војници децата. Трите деца, кога слушна дека ќе ни ги водат децата далеку, падна во дворот и нестана повеќе. Исидоре, дојди и истори еден крст вода на местото каде што ми гријат коските. Исидоре, што замолче? Кај се децата? Заврти се и кажувај ми за децата. Зошто ги даде? Моите деца се во 3 земји: Романија, Полска и Русија. Тргнат сум да ги барам. Мајка им во сонот ми влезе и ми рече: како знам?
разговара со ловите на нашата кухня. Не можете да ги најдете ни кровови, ни куки. Другиот ден мора мајка, тато и стапчето за водо да си говори. Ништо познато не. Не ми беа децата за раздавање. Каде ми се децата? Имам ли јас деца? Каде се? Тие заборавија Софија? Зошто ме заборави тата? Сега имам друг татко и друга мајка. Живееме во еден град, што се вика Бродското поле. Јас ништо не им кажувам и за вас се чувам. Ве чекам тебе, мама и братчиња. Не ми беа децата за раздавање. Каде ми се децата? Имам ли јас деца? Каде се? Отпорнати, прогонети, раселени, погубени, прекрстени ангели мои, како ќе се препознаете? Кого ќе прашате и кој ќе ви каже кој сте и од каде сте? Сега е времето македонско дојдено. Да пораснеме преку болката од минатото, за да се обединиме во иднината. Вечерта имаме можност да го посветиме наставот на Толац и Асако Божива, кои ги изберат пред орегескиот дел на
случаи кога некому треба да се представиш и ќе кажеш да, ние сме горди македонци со корени од егејскиот дел на Македонија. Зашто татко ми? Зашто татко ми, мајка ми, баба ми и дедо ми беа оттам, беа прогонувани, тепани, малтретирани и истерани од своето родно огниште, раштракани низ светот, да не знаат кои се, да заборават кои се, од каде се и каде припаѓаат. Да заборават дека таму долу кај Егеот, во Егејска Македонија им се корените, имаат родна куќа со многу спомени. Да заборават дека имаат браќа и сестри, роднини и пријатели, да заборават на својот идентитет, да го погубат, да не постои. Тоа многу боли. Уште повеќе иритира кога и после толку години има некој кој сака историјата да ни ја промени, сака да не снема, сака да не постоиме. Но тоа нема да го дозволиме. А сега, го поканувам господин Пинчо Масулски, подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, да ни се придружи на сцена. Господин Александар Јаневски, председател на Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон. Почитуван градоначалник на општина Битола, доктор Тони Коњановски. Почитуван господин Георгија Сајковски, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ и носител во изборна единица 5. Почитувани членови на Унијата на жени при општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Битола. Почитувани пратеници, кандидати за пратеници, градоначалници, советници, дами и господа, драги браќа и сестри. Вечерашното присуство на овој настан навистина ми причина особена чест и големо задоволство. На самиот почеток би сакал да се заблагодарам за поканата на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон и Унијата на жени при општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Битола како организатори на одбележувањето на 75 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција, 76-та годишнина од прогонството на македонците од Егејскиот дел на Македонија и 108 години од раѓањето на Мирка Гинова, кој и денес ни служи како ненадминлива инспирација и визија по нашето заедничко и подобро утре. Херојските дела на патриотите како Мирка Гинова, која е вистински символ на македонскиот непокор, мора да останат во нашата колективна, но индивидуална меморија и да бидат силна инспирација и визија за сите нас и посебно за денешната генерација на жени. Сите ние, а особено тие кои што сме активни во политиката, потребно е да се сеќаваме на важните историски датуми и личности херои кои не подсетуваат на едни тешки и незаборавни историски временски премрежја во кои живееле и действувале македонците. Без оглед на невидените притисоци, измачување и други вид ризици и предизвици со кои се соочувале нашите херои. Тие не ги скривале своите патриотски чувства во одбрана и сочувањето на македонскиот идентитет, јазик и културните вредности. И заради нивниот непокор, често ги загрозувале нивните животи и животите на нивните семејства. Благодетите на оваа современа македонска држава која денес ја има се стегнати благодарение на искрените заложби на нашите патриоти од минатото, чии дела биле, се и во иднина треба да бидат водилка во справувањето со сите сериозни предизвици. Со голема жал денес неопходно е да констатираме дека во последните неколку години во државата владееше политичка гарнитура на СДС и ДУИ, која не само што не успеа да го сочува она што со години наназад голем број генерации го создавале, туку надвор од правилата и принципите на меѓународното право, спротивно со нашите уставно-правни и законски норми и наспроти јасно изразената волја на мнозинството граѓани на Република Македонија,
се откажаа од она што немаат право да се откажат. И формално се согласија дека повеќе не можеме да се гордееме и да споделуваме најголем дел од нашата древна македонска историја и култура. Почитувани сограѓани, во услови на постоење на еден глобален и комплексен свет исполнет со дивергентни политички и економски интереси, со отворен пат за постепено создавање на еден нов меѓународен поредок на се уште непознати култури, Република Македонија треба што побрзо, ефикасно и квалитетно да се прилагоди и да го зголеми степенот на одговорно однесување и действување. Република Македонија претендира да биде стабилна и функционална држава, во која се почитува владењето на правото и која е одговорен партнер во меѓународните односи, силен фактор на стабилност во нашиот регион и активен чинител во глобалните случувања. За решавање на суштинските прашања, поврзани со државните и националните интереси, во насока на побрзо обезбедување на концептот за целосна реализација на европската интеграција, потребно е Република Македонија да вложи максимални напори со цел македонското општество да постигне повисок степен на инклузивност, кохезивност и функционалност, но и широка согласност меѓу важните општествено-политички чинители, невладиниот и приватниот сектор. Исто така, од особено значење е надпартиското обединување во интерес на сите граѓани на Република Македонија, во поглед на обезбедување на сите услови за градење на стабилна држава, која што ќе владае правото, во која ќе се бориме против криминалот и корупцијата и ќе создадеме ефикасен правосуден систем и ефикасна администрација. Нашата држава мора да посвети многу поголемо внимание кон негување на врските и грижата поврзани со унапредување на положбата и правата на припадниците на нашата диаспора и сите наши државјани кои што живеат и престојуваат надвор од границите на Република Македонија. Почитувани браќи и сестри, сите заедно искрено посакуваме да видиме поголема ведрина на лицата на младите, работниците, земјоделците, лекарите, професорите, пензионерите, на сите наши граѓани кои ја сакаат и почитуваат својата татковина и кои веруваат во нејзиниот просперитет. Во таа насока ве повикувам масовно да излеземе на изборите на 24 април и 8 мај. Ве замолувам да ја поддржите коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН за конечно да извојуваме најзначајна победа. Само заедно можеме побрзо, поквалитетно, поодговорно и на многу подобар начин да издвоиме победа, со која што ќе се врати достоинството, гордоста и честа на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија, кои веруваат во иднината и просперитетот и веруваат во создавање на една мирна, безбедна, посветла и перспективна држава. Ви посакувам убава вечер, добро расположение, Господ нека благослови и нека ни биде вечна и славна Република Македонија. Хероината Мирка Гинова, незината храброст, големата љубов кон својата татковина е опеана во народното творештво на македонците од егејскиот дел на Македонија. По народните песни, незината посветеност била инспирација на бројни поети. Во незина чест, денес низ Македонија има повеќе институции, организации и улици кои го носат името Мирка Гинова. Секако, Мирка Гинова е инспирација и визија за денешните жени политичарки. Еве како Мирка Гинова е опеана во народната песна "Тихо Мирка си заспала". Тихо Мирка си заспала во Почепските планини. Во Почепските планини, тамо долу во ливади. Насред ноќи пристигнале втора чета комесари. Гласот Мирка им го слушна, одма Мирка се разбуди. По зората пристигнале клети шпиони, фашисти. Местото го заградија жива Мирка Јапатија. Жива Мирка Јапатија,
во град Воден ја носија. Тешко Мирка ја мачија, жива в гроб ја ставија. Почитувани, впрочем, ние и не мора да се навраќаме толку далеку во минатото, бидејќи имаме свеж пример на уште една Голгота, на уште едно касапење на она што останало од македонското ткиво, сторено со погрешна политика, водена од малубројни антимакедонци, кои токму во ваквите страдања, од ваквите страдања и од својата историја не извлекле поука. И наместо цврсто да застанат за својот народ, неколку пати десеткуван заради нечовечки и нецивилизацијски прогони кои се вршеле врз него, и сметале дека тоа е малку и треба нивниот народ уште повеќе да страда, уште посилно да се деградира и да се распродава. Затоа потребна е промена и крај на ваквиот понижувачки и вазалски однос кој марионетската влада во изминативе години го практикуваше. Време е македонскиот народ да го одбрани својот кредибилитет и достоинство од секакви одродници и предавници. Време е за промени кои гарантираат стабилност, достоен живот и сигурност. Само подадената рака еден кон друг, само подадената рака еден кон друг, само единството може да ја смени ситуацијата кон подобро. Само ти, народе, можеш да се избориш за подобра и твоја Македонија. А сега го поканувам господин Ѓорѓе Сајковски, носител на кандидатската листа на ВМРО ДПМН со коалицијата Твоја Македонија во изборната единица 5 да ви се обрати. Почитување, дозволете ми најпрво да се заблагодарам и да испратам пофални зборови до иницијативата, но и организацијата на вечерашниот настан. Навистина прекрасно е да чествуваме вака заеднички сите, да бидеме единствени, бидејќи единствени каде и да сме многу посилни. Сакам да искажам огромна почит кон Сојузот на Сдруженија на македонците и децата бегалци, Македон, на улијата на жени на ВМРО ДПМН, од општинскиот комитет водителен, до градоначалникот Тони Коњановски, членовите на Совет, пратениците и кандидатите за пратеници, почитуваниот подпредседател на ВМРО ДПМН, господин Димчо Мицински, почитувани, денес сме собрани да означиме наше историско помнење на значајни настани и личности, кои го креираат нашиот македонскиот идентитет. Во нашата меморија, во нашето помнење, битката за човекови права, битката за слобода, битката за Македонија значајно место заземаат македонските жени, мајки и сестри. Ниту една борба за Македонија, ниту една борба за човекови права не помина без македонската жена. Нашите мајки, сестри, жени, со својата емоција кон семејството, но и со својата емоција кон Македонија, се вложува во многу повеќе од она што ние сме свесни, но и благодарни. Вродената емпатија, вродената грижа и љубов, вродената интуиција, нив ги прави искрени и саможртвени борци за нашата слобода. Да бидеме искрени, женската издржливост и пожртвуваност ги прави подсврсти борци, на кои ние мажите и денес и низ историјата можеме да им позавидиме. Почитувани, денес сме собрани да го одбележиме големото човечко достигнување, големата човечка саможртва,
на нашата Мирка Гинова. Таа е една во редот борци македонки, но многу вредна и значајна за спомнување и одбележување. Незината свесна саможртва е символ за посветеноста кон борбата за слобода. Мирка Гинова, родена во село Русилово, Егејска Македонија, е борец за човековите права и е борец за национална слобода на македонците. Незината борба против асимилацијата, против прогонот, забранувањето на македонскиот јазик, песна ора, е водилка низ овие темни години на националните откажувања и националниот срам кој ни беше наметнат и нанесен на нас како македонци. Е водилка дека не смееме да се откажеме, не смееме да се предадеме. Според историските сведоштва, Мирка Гинова била скромна, честна, сочувствителна, правдолюбива и исклучително храбра. Таа, водена од љубовта кон својот корен, а мотивирана од неправдите за време на фашистичката окупација, активно се вклучила во политичкиот живот. Не сакала ништо повеќе од основните човекови права за својот народ. Правата кои ги барала ги заслужуваат сите луѓе без оглед на нивната национална определба или место на живеење. Борбата за човековите права кај секого најпрво треба да е длабоко вкоренета човечка особина во облик на сочувство, емпатија и солидарност. Солидарност со оние чии гласови се замолчени, чии зборови се забранети, чии песни се отсвирени без текст, чии слободи се скратени и чие достоинство е погазено. Солидарност која не била, но мора да стане европска вредност, базирана на еднаквоста и почит меѓу народите. Ниту една идеологија која промовира насилни алатки повеќе никогаш не треба да биде поддржана. Мирка Гинова била заробена заедно со својата партизанска дружина, била мачена и нечовечки третирана од страна на режимот. Незината траурна судбина, тепањето, шетањето во крв низ улиците на Воден, незиното одбивање да се покори и конечно незиното мирно прифаќање на стрелањето како пресуда се символ на длабочината во посветеноста на нашите предци. Еден грчки војник во писмо до таткото на оваа наша хероина после незиното стрелање ќе напише: Ви честитам на ќерката што сте ја родина, ја пресретна смртта со насмевка. На устните смело пеејќи, тоа не го може секој. Мирка Гинова до краја зачувала својата чест, умрела како македонка, борејќи се за другите да имаат подобар живот. Слава и вечен спомен на оваа горда македонка. Да не го заборавиме незиниот пример никогаш, да ни биде мисла и водилка на сите, нам кои имаме обврска да се бориме за унапредување на човековите права на македонците во и надвор од земјата. Кога зборуваме за нашата историја, кога зборуваме за посебноста, кога зборуваме за негирањата, најдобар доказ ни се луѓето кои што живеат во нашето соседство, луѓето кои што живеат македонците во Грција, македонците во Бугарија, македонците во Албанија, во Косово. Тие се доказ за нашата посебност, за нашата борба, за нашата посветеност, но и за нашата жртва што сме ја поминале низ годините во нашата борба за самостојна, суверена држава. Ви благодарам на сите присутни на вашата посветеност за вечерашниот настан. Ви благодарам и на тие кои што нивните семејства ги дадоа жртвите за слободата на Македонија. Македонија е татковина на сите нас, на сите македонци, каде и да се наоѓаат на Балканот. Јас ќе повикам нашата историја да биде добро проучена, да се водиме од нашата историја и нашата историја да не води во иднината, преку историјата, бидејќи нашата историја е натопена со многу крв, со многу жртви. Треба најмногу да искористиме зона каде се движиме ние во иднина, бидејќи
Само преку историјата можеме да ја земеме најправилната насока. Секоја друга насока ќе биде погрешна. Треба да се водиме од преголема мудрост, треба да се водиме од жртвата и само пожртвуваноста на сите наши, кои што загинале за посебноста на нашата држава, и само на таков начин ќе донесеме подобра иднина за нашите генерации. Оваа држава, Република Македонија, никогаш не спее да го заборави влогот за слобода даден од сите наши претходници. Само така нашите татковци, мајки, нашите покојни и нашите идни генерации ќе се гордеат со она што ќе биде Македонија во иднина. На прагот на изборите, јас сакам само да ве повикам, направете разлика, вие сте мудри, вие сте значаен дел кој што може да придонесе да имаме подобра иднина за Македонија. Вие треба да бидете вклучени и вие треба да ја донесете победата за Македонија. Да сте живи и здрави, да бидеме слободни и да живее нашата Македонија. Во чест на Мирка Гинова и на сите жртви од егејскиот дел на Македонија, кои го дале животот за слободата, ќе им оддадеме почит со пукање од црешовото топче кој е символ за непокорот на македонскиот народ. Македонски народе, направи го вистинскиот избор за Македонија да биде повторно корп. Negde ќе те sokriјат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземја, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземја, кај
Thank you.